Dobar den, почитувани наши гледачи на програмата во Фокус со Силвана Павловска. Се надевам дека сте добри. Денес ја продолжуваме нашата серија посветена на македонската книжевност и историја, поточно делото на Димитар Митрев со наслов Пиринска Македонија. Насловот на денешното четиво е Културно-национална автономија. Бидејќи ова четиво е прилично долго, ќе го поделиме на два дела, првиот и вториот дел. Така да сега би сакала да започнем со првиот дел и тоа гласи вака. Културно-национална автономија. Во летото на 1947 година владата на Народна република Бугарија и се обрати до владата на Федеративна Народна република Југославија со барање за што поголем број просветни и културни работници од Народна република Македонија, неопходен за спроведувањето на културно-националната автономија во Пиринска Македонија. Во тоа време Народна република Македонија сама чувствуваше остар недостиг од кадри на просветни и културни работници. Но моментот налагаше што побрзо и ефикасно да се одговори на потребите на културно-националната автономија, која требаше да отпочне со почетокот на учебната година. Требаше да се стори се за да се одговори на еден така важен патриотски чин. И силната желба на пиринските македонци што побрзо да навлезат во својот културно-национален развиток сретна силен одглас кај народот на Слободната Македонска република. Се реши да се одделат просветни и културни работници од најквалитетниот кадар. И уште во почетокот на есента 1947 година отпатува многубројна екипа од професори, учители, книжари, актери и режисери. Отпочнуваше едно благородно патриотско дело. Во овој момент работата и на изградувањето и на совладувањето на македонскиот литературен јазик не беше лесна во Вардарска Македонија.
Почетокот на секој слободен национален развиток ги познава тешкотиите на преминот од дијалектните говори кои трајно се задржале кај народот. Кон создавањето на култивирањето на литературниот јазик како заеднички јазик на нацијата. И сепак, во Вардарска Македонија беа поминале веќе 3 години на упорно македонско просветно и културно создавање. Во тие 3 години се појавија многубројни книжевни дела, некои од кои и до денеска се бројат во редот на најквалитетното во новата македонска литература. Тоа значеше многу за брзиот развиток на литературниот јазик. И пак во тоа кусо време, култивирањето на литературниот јазик доби многу со работата на македонскиот народ, Народен театар, сушност во Скопје и театрите во провинцијата. За Пиринска Македонија тоа кратко време кое во такви случаи многу значи многу не постоеше. Но постоеше националното одушевување. Нееднаш беше изразувана полетна патриотска готовност да се совладаат сите тешкотии и се побрзо да се тргне со чекорот на слободниот македонски народ. Затоа, културно-националната автономија со својата разновидна активност израснуваше како најопиплив доказ на таа полетна патриотска готовност. Една од ретките манифестации на новото во животот на пиринските македонци беше отворањето на Македонскиот народен театар во Горна Џумаја во почетокот на ноември 1947 година со премиерата на познатата македонска социјално-битова драма Печалбари. Може да се рече дека со отворањето на Македонскиот народен театар во Горна Џумаја беше официјално обележан и самиот почеток на културно-националната автономија. На отворањето беа присутни делегација од истакнати културни и просветни работници од Народна република Македонија, представници на Националниот комитет на Отечествениот фронт, представници на Централниот комитет на БРП и раководители на политичкиот живот во Пиринска Македонија. Говорејќи за новоотворениот театар како моќен фактор во развивањето на македонската национална култура во Пиринска Македонија и како резултат од брзиот развиток на таа култура во Слободната Македонска република, председателот на овласниот комитет на Отечествениот фронт на Пиринска Македонија Георги Мадолев во својот поздравен говор беше рекол, цитирам: "Силен фактор за подигањето на македонската национална свест кај нашиот народ во Горноџумајската област представува расцутот на националната култура на нашите браќа од Народна република Македонија. Воопшто, создавањето на Народна република Македонија во составот на ФНР Југославија е крупен факт во историјата на нашиот македонски народ. Ние, македонците, имаме призната македонска единка во братското семејство на нова Титова Југославија, чии успеси не вдахнуваат и нас македонците од Пиринскиот крај. Народна република Македонија и националната култура на македонскиот народ, која необично брзо се развива, му даваат потик на политичкиот и културниот живот на Пиринскиот крај на Македонија. Пред нас стои сериозната задача да ги следиме нашите браќа од Народна република Македонија во секој поглед, што повеќе да се приближиме до нив и да создадеме услови за општ политички, културен и национален живот. Овој говор на Георги Мадолев беше објавен во Пиринско дело број 45 од 10 ноември 1947 година. Во крај на цитатот. Во таков дух и категорично афирмативен беше и поздравниот говор на представникот на Националниот комитет на Отечествениот фронт Рада Тодорова. Цитирам: "Националниот комитет на Отечествениот фронт ве поздравува по повод големиот културен настан, отворањето на првиот македонски народен театар во Пиринска Македонија. Ние особено се радуваме што вам на македонците од Пиринска Македонија ви е дадена можност преку својот македонски театар
да градите својата македонска национална култура и да го развивате својот звучен македонски јазик. Крај на цитатот. Изговорени беа и други убави зборови, но за вонредното значење на националниот триумф најадекватно проговори изведувањето на самата премиера, поточно самиот македонски збор, изговорен за прв пат од срцата на еден пирински театар. Премиерата Печалбари беше приготвена за неполни 2 месеца. Актерите, кои речиси сите беа местни луѓе, за тоа кратко време со навистина рекордна брзина ги совладаа сите потенкости на литературниот македонски јазик. Со сугестијата на живиот македонски збор, тамошните актери сами покажуваа дека не постои несовладлива тешкотија која се работи со безгранична патриотска одушевеност и со висока свест за изградбата на свој национален театар, на своја национална култура. Затоа и примерот, тоест приемот на премиерата од страна на народот по својата душевеност, беше еден светол израз на вистинска национална гордост. По Печалбари и се до крајот на сезоната, јуни 1948 година, за неполни 6 месеци беа изведени светската комедија, наречена Негде во Москва, комедија на Бранислав Нушиќ, Народен пратеник, американската пиеса Длабоки корени и Малограѓани од Горки. Последната пиеса беше изведена во превод, редигиран спрема новиот македонски правопис кој влезе во сила во пролетта во 1948 година и пак со необично врз успех беа совладани усвоените измени во известна категорија глаголи. Имајќи го како своја задача ширењето на националната култура низ сета Пиринска Македонија, Македонскиот народен театар во Горна Џумаја направи 3 турнеи, на кои освен околиски центри, Свети Врач, Петрич, на 2 пати во Петрич, Разлог и Неврокоп, беа посетени уште и голем број градчиња и села: Банско, Јако Руда, Белина, Добриниште, Левуново, Склаве, Мари Костеново и неколку помали села. Во сите посетени места, а не помалку и во селата, театарот најде на најспонтан прием. Масовната публика покажуваше најголем интерес кон македонската драма Печалбари. Тој интерес беше сосема природен. Од сцената се слушаше родниот македонски јазик, а на сцената се одвиваше трагиката на еден живот од недавнешното нерадосно минато. Тешката печалбарска судбина која ги натерала македонците да ги напуштат своите родни места и да бараат леб во блиска или далечна тугина. Погледот на гледачите со тага се враќаше назад во робските години и одново со победничка радост оживуваше слободната сегашност на овој македонски крај кој беше крај и на класичното печалбарство. Западна Македонија. Во посетата на театарската представа, селската публика откриваше една дотогаш непозната појава во својот живот, гледање на театарска представа. Тие села знаеа за феудалното угнетување од страна на беговите, за теророт и грабежот на новите бегови војводите од терористичката ВМРО, за тешка разнострана заостанатост, но никогаш не знаеле за благодатите на културата. Затоа од секогаш намачено селанство ова беше не само прв национален, но и прв културен празник. Успесите на Македонскиот народен театар во Пиринска Македонија брзо се прочуја и меѓу македонската емиграција во Бугарија. И емиграцијата сакаше да го види театарот во својата средина, да го чуе живиот македонски збор. И пак, во текот на таа единствена сезона, која траеше неполни 6 месеци,
Театарот ги посети сите поголеми градови во Бугарија, во кои живееше многобројната емиграција. Нови спонтани пречекувања, нови изрази на патриотска гордост и нова увереност во брзиот развиток на македонската национална култура. Уште пред отварањето на Македонскиот народен театар во Горна Џумаја, со многу радост од страна на народот и младината, беше дочекано отворањето на книжарниците Македонска книга. Интелигенцијата и младината веќе знаеа за брзиот растут на македонската национална литература. Преку пиринските студенти што студираа во Скопје, од своите повремени посети на НР Македонија и при разни други поводи, сами доаѓаа до допир со делата на македонските писатели. Сега тој допир стануваше постојан, секојдневен. Добро уредени книжарници беа отворени во Горна Џумаја, Петрич и Неврокоп, а требаше да уследи отворање и на други пирински градови и поголеми села. Родната македонска книга стануваше најпосле широко достапна и за национално угнетуваните пирински луѓе. Ново безгранично одушевување, нов патриотски оптимизам, а не би се погрешило кога тоа одушевување и тој оптимизам се редат и како полетна национална романтика. И зошто не, кога токму тоа извира од редовите на ентузијазираната статија на пиринско дело од 1. јануари 1948 година со наслов Македонска книга. Цитирам: Македонска книга. За нас тоа звучи непринудено гордо. Довчера нашата нација не беше признавана. Нашиот јазик беше сметан за дијалект, а нашата култура ја присвојуваа други. Македонските звонливи песни, убави народни ора се сметаа српски, грчки или бугарски. Нашиот национален дух се потискуваше од српските и бугарските шовинисти. Сега поголемиот дел од Македонија е слободен и среќен. Во тој ред со другите југословенски народи стапи цврсто по патот на прогресот, на социјализмот. Ние имаме своја Народна република Македонија во рамките на Титова Југославија, своја народна власт, свој национален јазик, свој театар, своји училишта, свој универзитет, своја литература. Сега, под топлото крило на легендарниот Тито, цути македонската култура. Македонската книга слободно се шири низ земјата на Климент Охридски. Македонската книга навлегува во селските и градските куќи. Сега имаме свој буквар, своја граматика, своји читанки, своји весници, списанија, учебници. На македонската книга учат нашите деца. На македонски јазик се преведува науката на напредните народи. Маркс, Енгелс, Горки, Шолохов се учат на македонски јазик во нашата татковина. Нашиот јазик се обогатува, развива, израснува. Толку многу години робство и застој, сега се брзи и големи чекори напред. Но таа светла и прогресивна книга не стои само во Народна република Македонија. Таа книга е за сите македонци од Егеј до Шар и од Охрид до Места. Во Пиринска Македонија македонската книга навлегува веќе со својата висока мисија, цврсто да ги сврзува пиринците со вардарците, да го сплотува единствениот народ. Новата книга грее во македонските книжарници во Џумаја, Петрич, Неврокоп. Се лее звучниот македонски јазик по училишните соби. Македонската книга ги збратимува долго разделените со телени мрежи. Таа ги руши граничните столбови, таа ги сврзува Пирин со Бабуна, Шар со Егеј. Таа ја зацврстува македонската нација. Наливар гордо национално чувство во пиринците. Го раскрилува ентузијазмот на младинците, вдахнува вера во скорешното полно обединување на македонците. Крај на цитатот, што беше издаден во Пиринско дело на 1. јануари 1948 година со наслов Македонска книга. Таа статија
е сведоштво за оној широк ентузиазиран прием на кој најде македонската книга кај пиринските маси и младината. Толку повеќе што беше објавена веднаш по завршувањето на месецот на македонската книга, една значајна културна акција изведена во текот на декември 1947 година. По иницијатива на културните и просветните работници во Пиринска Македонија и со поддршката на наставниците по македонски јазик и национална историја беа организирани изложби на македонската книга во сите градови и поголеми села, придружени со популарни предавања за развитокот на новата македонска литература. И изложбите и предавањата беа посетувани од големо и мало. Од изложеното се гледаше дека македонската книга е жива реалност, дека во минатото одрекуваниот и забрануван македонски јазик се создава вистинска уметничка литература. Па ништо необично во тој што кај пиринските македонци брзо се создаде секојдневен масовен контакт со македонските книги, весници и списанија. За тоа зборуваат и бројните и бројките всушност. Весникот Нова Македонија се продаваше во 2000 примероци, весникот Млад борец во 2500 примероци, литературното списание Нов ден во 500 примероци, а пирински, тоест пионерски весник достигна до 7200 примероци. Сообразени со бројот на населението, тие бројки на вистина многу зборуваат и укажуваат на еден вистина масовен прием. Најголемиот културно-национален потик кај народните маси и младината предизвика доаѓањето на учителите од Народна република Македонија. Со специјален закон изгласан во Бугарско народно собрание, во август 1947 во училиштата на Пиринска Македонија се воведоа како училишни предмети македонскиот литературен јазик и македонската национална историја. Повторувам, со специјален закон изгласан во Бугарското народно собрание во август 1947 година во училиштата на Пиринска Македонија се воведоа како училишни предмети македонскиот литературен јазик и македонската национална историја. За таа цел, владата на Народна република Македонија, во договор со владата на Народна република Бугарија, испрати во Пиринска Македонија 93 учители. Веднаш по своето доаѓање, учителите од Народна република Македонија развија широко културно-просветна активност во градовите и селата на Пиринска Македонија. Покрај часовите во училиштата, тие одржуваа и курсеви за граѓанството по изучување на јазикот и историјата, а заедно со тоа и многубројни предавања со кои ги запознаваа пиринците со животот и изградбата во слободната татковина. Тоа беше една неуморна активност што ја спроведуваа млади луѓе, вдахновени во богатата смисла на патриотското дело што го вршеа. Требаше да се пребродат многу тешкоти на пиринскиот терен, непознат за нашите учители, и брзо се пребродуваа. Самиот пирински народ најмногу помагаше во тоа. Тој ги прими учителите како своји синови и браќа, а неговите деца со ретка упоритост го учеа својот јазик и својата историја. Беше и благородно да се работи со таква младина. Благодарност грееше и во младинските срца. Ке ја почувствуваме во сета нејзина непринуденост од писмото на младинците од најодалеченото мало на горно-џумајското село Градево, објавено во Нова Македонија број 1059 од 1948 година. Цитирам: "Ние, младинците од малото Кацарци во село Градево, горно-џумајска околија, со голема радост го пречекуваме идењето на македонски учители во нашето село.
Нашето мало е оддалечено од центарот на селото, каде што се наоѓа прогимназијата, општината и кооперацијата, цели 12 километри. Но истиот ден, кога разбравме дека во нашата прогимназија дошол учител од Народна република Македонија, ние, група младинци, отидовме да се запознаеме со него. Колку радосен за нас беше тој ден. Неговите зборови долго уште ни звучеа по патот кога се враќавме дома. Нашиот разговор со учителот ние им го пренесовме на другите младинци од малото. На едно општо младинско собрание ние решивме да го викнеме учителот да ни раскаже за животот, за слободата, за работата и особено за културно-просветното издигање на младината во Народна република Македонија. Но настана прашање дали ќе се согласи да дојде тој во ова наше мало по ова студено време низ 2 метри снег, 24 километри одење и враќање. Но ние сепак решивме да го поканиме. Колку голема беше нашата радост кога една вечер на закажаното собрание дојде и тој, учителот, со уште 2 младинци од селото. Од сите страни идеа прашања. Секој од нас сакаше прв да го разбере она што го интересираше. И тој почна да ни расправа за животот и работата, за херојските дела на младината не само од Народна република Македонија, туку и од цела Југославија. Но нашата радост немаше граници, кога падна предлогот да се собираме 2 пати седмично, за да го изучуваме литературниот македонски јазик и историја. Но ние изразивме неспокојство, дали ќе може тој да доаѓа толку далеку до нашето мало, ноќе, по цел ден напорна работа во училиштето. Но тој само се насмевна. И секој вторник и петок навечер учителот идеше кај нас и ни одржуваше часови по македонска литература и литературен јазик и историја. Колку радосно, колку чудесно и чудно. Пред нашите очи како да се дигаше тешка завеса со која ни беа очите затворени досега. Постепено, се појасно излегуваа пред нас причините за нашата долгогодишна несреќа. Пред нашите очи растеа великаните на нашата историја. Од неговата уста ние слушавме за славното минато на македонскиот народ, за нашата историја и се посилно го засакавме нашиот јазик. Ние го запрашавме веќе, завршивме сушност веќе курсот и по македонски јазик и по историја. Нашата радост е бескрајна, а благодарноста спрема нашиот учител Воислав Велјовски, кој што ни снежните февруарски, мартовски, дождовливи априлски, февруарски, мартовски и дождовливите априлски и мајски вечери идеше кај нас да не учи. Немаме зборови да ја искажеме. Учителот Воислав Велјовски отвори во нашето село Градево 5 курсеви за изучување на литературниот македонски јазик и историја, кои што ги посетуваа 120 курсисти. Целото наше село му е благодарно за неговата пожртвувана работа. Тоа е крај на цитатот, кое што го издале во писмото. Писмото било издадено на младинците од најоддалеченото мало на горно-џумајското село Градево, објавено во Нова Македонија број 1059 од 1948 година. Мислам дека тука треба да починиме со првиот дел. Вториот дел ќе биде снимен за неколку минути, така да можете да го слушните и него во истиот ден. Ете, тоа беше четивото посветено на македонската литература и историјата и неговото предавање во Пиринска Македонија и како било сето тоа примено од нашите во Пиринска Македонија, како дел од програмата посветена на македонската книжевност и историја, делото на Димитар Митрев
со наслов Пиринска Македонија. Јас, Силвана Павловска и програмата во Фокус, која што се емитува на нашиот YouTube канал, не само овде во Австралија, Мелбурн, каде што се наоѓам јас, туку секаде во светот. А што е најважно, се надевам дека нашите во Македонија, било каде во светот, каде да сме, а не има многу. Поздрав од мене, благодарам уште еднаш за вниманието, се слушаме за неколку минути. Се најубаво.